Поштувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, впрочем како и секоја емисија, ќе доставиме корисни информации до вас се со цел нели да ве информираме за сите проблеми со вашето здравје. 26 ноември беше одбележан односно Асоциацијата за цистична фиброза под мотото Вдиши за цистична фиброза организираше прв настан од ваков карактер по повод Европскиот ден за ширење на свесноста за цистична фиброза и тие помина еден одличен ден каде што од средноводно се искачија до врвот на водно, па таму имаше и богата музичка програма, се делаа благодарници на сите оние кои што беа вклучени во овој процес кој што практично до 26 декември, кога беше првиот протест на асоциацијата, сите некако има улога во презентирањето на сите оние нивни проблеми, се со цел да се добие тој фамозен лек Трикафта, кој што веќе одреден број на болни со цистична фиброза го примаат овој лек и впрочем затоа сме денеска овде. Мои соговорници се Фики Гаспар, кој што е еден од претседателите на асоциацијата и представник, а исто така во вториот дел ќе поразговараме и со Андреј Исаевски, кој што ќе ни каже исто нешто повеќе за неговата состојба. И некако е вака да информираме, да говориме на оваа тема, уште повеќе што проблемот не е до крај решен. Се очекува да се добие Трикафта за сите оние пациенти кои што го чекаат за да добијат практично еден нормален тек на животот, да не мора толку лекови да примаат, да не мора да стануваат и да прават и инхалации, ред други работи, за кои што, не знам, оние кои што не следеле, можеби во една емисија говоревме колку е тоа, како да кажам, тешко за еден пациент да стане и да почне со цела таа терапија која што треба во текот на денот неколку пати да ја зема. Мислам дека накратко вака објаснив што ќе биде денешната тема. Со мене веќе како прв гостин е Фики, добре дојде и ти благодарам што прифати еве денес да поразговараме уште еднаш на ова и да апелираме секако до надлежните што поскоро да го обезбедат лекот за сите. Да, ви благодарам многу за поканата. Така, 26 декември веќе ќе биде година, меѓутоа некако после оној настан немил нели што се случи со Благојче, некако како да побрзо допре, ајде да кажам, а не требаше да биде така до надлежните, па негде во март веќе почнавте со земање на лекот на Трикафта, ми се чини колку 10? 10 12 добро, 8 па 4. 10 март, да, 8 па 4. Така, мислам дека запознавме јавноста, значи ова, да кажеме, кампања се случува веќе доста подолг период, не е од 26 декември, како што разговаравме пред малку. Така, меѓутоа тогаш официјално првиот протест го имавте? Да, до тогаш беа повеќе институционално, да, разговорите со состаноци, со оглед на тоа што некој период веќе нели е представен на светската рамка лекот Трикафта или во Европа е Кафтрио, кој што веќе нели до тогаш имаше одредени резултати кои што беа изненадувачки и се почна уште тогаш со барање и со објаснување нели што е Трикафта, контакт со други асоциации во Европа и во светот, нивните искуства за како се примат и многу разговори со станоци со надлежните кои што за жал не вродија со плод и веќе се одлучи дека мораме да ни помогне да побараме помош од јавноста, да ни помогне за да можат нели надлежните да ја видат оваа потреба и нели да реагираат на тоа. Со тоа што на 26 декември го имавме првиот протест пред Министерството за здравство, направивме на разговор со министерот тогаш, каде што зборувавме нели за ситуацијата, тој беше претходниот министер, сега има нов министер за здравство. Со Сали, сега е Меджити. Така, и во текот на јануари имавме доста гостувања и прилози на телевизија од страна многу пациенти. Да, беше на вистина медиумски покриено, значи секоја чест и за колегите. Благодарејќи на медиумите и на јавноста, интерес имаше голем нели за нашата ситуација, луѓето стварно се заинтересира и емпатично настапија со тоа што
ја видоа проблематиката кај пациентите кај нас и веќе во текот на јануари бевме доста активни со нашето барање и имавме и други состаноци, со тоа што можеме да кажеме дека овој пат бевме одлучени дека нели ќе продолжиме со протести и со барања за да го постигнеме нели тоа да се донесе овој лек за пациентите. Тоа што ние го приложувавме беше дека со помош на лекот нели баравме некој интерес на страна на државата е дека ќе се намалат другите трошкови и некои студии кои што ги имаше. Така, некои студии кои што ги имаше од други држави укажуваа на тоа дека подобро и пофинансиски економично е да се набави лек за сите и од некои причини кои што ги кажавме, нели дека ќе се намали хоспитализација, нема да се дава антибиотска терапија толку, нема да се користат толку препарати, нема да има потреба од толку голем медицински кадар вложен во ова, ќе можат тие лекари да се растератат на другите. А ние им го уфрливме и делот каде што и пациентите ќе бидат работоспособни, родителите на пациентите ќе бидат исто работоспособни, многу често еден од родителите останува дома со детето, додека другиот нели го превзема финансискиот товар, затоа што ситуацијата е таква беше и со нас, тоест со мене кога бев дете. Така да имаше доста бенефити со кои што ние нели настапувавме аргументирано дека ова не е само нели за нас, туку генерално во целата слика е бенефит за сите. И протестот на 4 февруари, кој што го имавме, кој што беше да кажеме масовен, каде што имавме многу поддршка од страна на народот и на медиумите и кој што до некаде нели имаше насоки дека е успешен, но потоа за жал 4 дена подоцна ни почина еден пациент за кој што апелиравме нели дека е потребно. Така, дека беше во најлоша здравствена состојба. Да, не беше тој во најлоша здравствена. Да, имаше еден од невозрастен. Да, мислам дека беше невозрастен, со тоа што имаше пациент пред него кој што беше во полоша состојба. Да, меѓутоа во контекст на тоа нели текот на болеста, никогаш не се знае како ќе се развие и кого ќе биде во практично кај кого ќе биде полошо, кај кого нема да направи никој. Да, непредвидлива е болеста тотално. Ние имавме тогаш податоците кои што ги имавме од пациентите, нели на статистички податоци се гледаше влошување поголемо кај таа пациентка која што сега е на лекот Трикафта. И по смртта на Благојче, која што беше многу трагична не само за пациентите, туку мислам дека за целиот народ беше голема трагедија, затоа што имаше голем оцифот. Затоа што постоеше можност да не се случи тоа, меѓутоа трагичниот дел беше што ние веќе побаравме помош, апел да се обезбеди лекот за да знаете за да се реши тоа и ни беше ветено дека ќе се реши, но за жал нели не стигнавме. Неблагодарно е да се каже на време. Да. Значи не се изреагира на време и по неговото починување се уствари мислам дека тоа толку јако допре до сите што веднаш се организира надлежните да за многу кратко време, уште истиот ден се одобри од страна на надлежните одредена бројка да ги покрие 8 пациенти од кои што беше во нив Благојче, за кои што беше побарано од клиниките итно медикаментозна терапија, уствари Трикафта, да ги покрие тие пациенти 8 кои што после таа сума која што ја предвидува, нели испадне да биде по добро преговарана и да се донесе медикаментозна терапија Кафтрио за 12 пациенти. За жал, меѓутоа кај нас некако работите секогаш се активираат кога ќе дојде до ивицата на нештото. Да се надеваме дека ова сега што нешто што баш говоревме со тебе пред да започнеме, заменик министерката Маја Манолева во еден наш медиум кажа дека се обезбедени 13,9 милиони евра за набавка на лекот Трикафта за пациентите со цистична фиброза, со што нели Министерството за здравство изминатиот
период изработил усогласени протоколи со светските протоколи како да се лекуваат пациентите со цистична фиброза. Сега таа исто кажат дека да се стигне до ова требало да се направат некои измени во законот. Се надевам дека ова се тие доволно пари за да се покријат сите 55? Видете сега, ние како асоциација нели правиме некои наши пресметки од тоа што ние можеме да утврдиме наводно се доволно. Нели пред некое време излегува надлежните и кажа дека 100 милиони одобруваат денари за покривање на последните 2 месеци, ноември и декември, за 55 пациенти. По некое време, мислам дека на медиумите ги известија дека 39? Дека 39 ќе бидат пациентите, со тоа што известија дека во првата половина од декември, ако не сум грешка, дека ќе стигне терапијата за тие кои што треба да почнат. Сега ние ова сме го зборали и порано во однос на тоа како они ќе го изменаџираат тоа, затоа што веднаш не верувам да може сите да почнат со оглед на тоа што ние кога почнавме бевме 10 дена хоспитализирани чисто да се треба следат. Да бидете добро. Па видете, тоа беше за да се следат. Сега има некои искуства кои што кажуваат од други држави дека тие што се во подобра состојба, за жал ние сите не бевме во добра состојба, тие што се во подобра состојба им го даваат и дома да го примаат. Така да не знам која ќе им биде планот и програмата на здравствените лица и одговорни, затоа што нели сепак тоа е нивен доем. Тоа што ние го баравме е да вие убаво ги кажавте нели работите они што ги пренесо, имавме некои несогласувања. Ние баравме да биде нели во службен весник тие го дадоа планот и програма, нели таа комисијата што сработи, што направија план и програма за нели општо за цистична фиброза како се треба да се справуваат медицинските лица со неа, каде што стоеше и делот за модулаторна терапија. Во која укажуваше дека секој пациент над 12 години со генетика Делта F508 генетски код, нели генетска мутација, треба да го прима и ќе го прима лекот Кафтриоз, со тоа што границата за отпочнување беше 12. Ние на ова се буневме затоа што во Европа и во Америка на 6 години беше, со тоа што Америка ја премести од 6 на 2 години, а мислам дека во овој декември, не сум сигурен, и Европа ќе ја премести, ако не ја преместија веќе, од 6 на 2, што значи дека сите пациенти над 2 години треба да ја примат, да. Ќе ја примат. Колку вкупно пациенти се со оваа проблематика? Ова прашање многу пати е поставено до нас. Ние моментално немаме статистика од надлежните, туку ние во интересна и во внатрешниот дел на асоциацијата, кај што сме скоро сите пациенти, пошто има некои што само што се запознаваат, им се раѓа децото дека да влезат во тој круг, мислам дека се околу 140 моментално, на кои што не знам точно колку се со таа Делта F508 од раѓање, но тоа што мислам дека ни е точна информација, ама пак не можам да ја тврдам, е дека имаме 67 пациенти кои што се над 12 години, кои што се со Делта F508, затоа што има и други мутации, не е само тоа. Чекај сега, оваа мутација за која што говорите е таа која што може да го прима лекот Кафтрио, така? Така. Другите мутации не можат. Има мутации кои што примаат други лекови, како Калидеко, и тие се сите модулаторни терапии. Калидеко, да, го споминате. Сега во јавноста нели остана името познато Трикафта, но генерално тие што се занимаваат со проблематиката и пациентите знаат нели дека има и други модулаторни терапии, патем нели програмата беше за модулаторни терапии, не само за Трикафтата. А за жал има и некои поретки генетски типови кои што се уште се работи на откривање на посебен лек кои што ќе бидат наменети за таа. Така, значи сепак не е тоа така едноставно како што изгледа. Не се сите со истиот тип на генетски тип, па и затоа сите и различни
лекови во третманот. Па и различна клиничка слика имаме. Имаме пациенти како јас и како кај некого се поизразени во дигестијата, и како Андреј што ќе го видите, кој што да. на многу млада возраст сме диагностицирани. Андреј ќе каже за себе, јас сум на 2 месеци. Имаме пациенти кои што за жал и покасно се диагностицираат, со што болеста има некој простор да недетектирана направи штета. Така да, нели сега предноста е една позитивна работа да кажеме е дека се прави скрининг на новороденчиња и веќе уште од самите првите денови се знае дека се работи за пациент со цистична фиброза и мислам дека на тој начин, мада еве сега и со модулаторната терапија, тоа што го извадивме од истражувањата кои што се направени е дека веќе пациенти кои што ќе почнат до, мислам дека беше 15 или 17 година со модулаторна терапија, се очекува да имаат нормален, здрав живот, без пречки и да живеат, нели, некој си просек од 75-80, зависно од која држава, нели, просекот е различен, со тоа што цистичната нема да биде проблем, сега, нели, секојаш има можност други проблеми не врзани за болеста да се појават, но доколку се работи за неа ќе бидат покриени. Така. Ме интересира кога последен пат имавте вие комуникација со Министерството за здравство, ама онака комуникација да појдете да се сретнете, да поразговарате, не само вака да ги слушате информациите како тие нели ги кажуваат на пресови и во медиумите. Не ми текнува на точната дата, но беше средината на октомври. Не ми текнува затоа што малку имавме прес, тогаш малку се подместува, требаше за 4 дена да одиме, па ние го направивме пресот, па не викнаа тогаш и тогаш се појавивме. Тогаш ја добивме таа информација дека во текот на 24-та година веќе сите ќе ја примаат терапијата, со тоа што нели идејата им беше дека сите овие над 12 години ќе почнат со овие 100 милиона денари. Дека сите ќе ја добијат терапијата. Да, или 1.600.000 евра се тие, нели сега зборуваме како ги представуваат они, иако нели ние како пациенти реално не сакаме, ама некогаш нели мораш и да ги добиеш информациите за да знаеш за што се работи, инаку нели идејата на пациентите е да бидат згрижени од страна на здравствениот систем, а не да нели влегуваат во состаноци ова, но некогаш ете е потребно. Со тоа што знаеш многу често доаѓа тоа прашање Виолета за зошто не направиме сега протест. И сега идејата е ваква. Идејата е на тоа дека прво тие се пациенти и протестите се напорна работа и за организирање и за се. Точно е дека правиме евенти на кои што нели не многу се појавуваат пациенти ради состојбата сега. Да, но идејата е да сега видиме што ќе се случи. Ова е позитивна работа со тоа што нели ако се кажа дека веќе се одобрени од страна на владата, најверојатно и ќе бидат изгласани, мислам дека следува да се надеваме, затоа и ја прочитав информацијата, бидејќи нели додека ние разговаравме пред да започнеме со емисија, вие рековте ако е таа сумата на пари, тогаш би требало сите 55 требало да се одвестува, не сите 55, туку сите 67. Сите 67 кои што се над 12 години, веќе и 55 нови кои што треба да влезат, од кои што нели ни беше кажано прво дека ќе бидат 55, па сега некоја последна информација не кај нас не ја пратија, но ја пратија до медиумите дека ќе бидат 39. И сега Добро, тие не ве информираат за овие работи, вака чисто да се јават да ви скомуницираат, ние одлучивме тоа и тоа? Видете, имаме ние контакт, значи беа поканети и од Министерството на настанот. Беа на настанот од Министерството? Мислам дека имаше представници, но министерот не беше во државата, тој не дојде. Тоа што ние го зборуваме е они не ни кажуваат точни информации за тоа што секогаш се во прашање повеќе институции. И кога вие ќе седнете на состанок и они кога ќе кажат план и програма, стои тоа во позадина дека да, нашата институција ќе инсистира на ова, но чекаме и затоа бевме пред Министерството за финансии, каде што имавме убав состанок. Не се видовме до прегласот, така. Да, не се видовме со министерот, се видовме со представници на министерството и таму добивме информации дека финансии ќе се обезбедат и финансиите не се проблем кој што беше нормално страв за пациентите, дека нели нешто се ширеше во јавноста дека е многу скапо, па затоа и одевме со тие моменти на
Да, скапо е, но еве што ќе направиме, да, ќе го намалиме ова, ќе го избалансираме, така да нема да, смешно е да се каже, ама нема да губи државата. До кога ќе чекате? Па сега до декември, средината на декември. Значи до крајот на годинава ќе чекате, ако не се случи, одите на протест? Да, сигурно, со тоа што ќе видиме како ќе го направиме тој протест. На нас ни е многу битна јавноста, мислам дека се уште имаме поддршката од јавноста, со тоа што на протестите, нели, бараме помош од јавноста да искочи, точно, да не се потпира на пациентите. Така, да ви дадеме сите поддршка и ние што сме и како медиуми, или обичните граѓани, за да биде од медиумите, вклучувајќи го и вашиот медиум, имавме многу помош и мислам дека без медиумите реално прво немаше да допре, нели, ситуацијата до јавноста и знаете, некогаш се поклопуваат коцките за да можат да. Заради тоа што многумина од обичните граѓани, нели, ако не слушнат вака преку медиумите што се случува, нема ни да знаат дека постојат луѓе кои што имаат ваков проблем, нели? Така. Или јас прв пат кога слушнав, јас скоро исто, нели, кога почнавте вие да ги говорите, работите, тогаш јас слушнав дека постојат нели, лица кои што имаат ваков здравствен проблем и на кои што навистина е потребна помош. Една од ретките болести, впрочем. Со тоа што морам само Виолета да кажам кратко дека ова во асоциацијата и сметам дека во јавноста треба да се гледа како заедничка победа на сите, вклучувајќи ги на институциите. Да, ние може, нели, сега не сме од спротивни страни. Значи сме едност. Јас сум сигурен дека сега кога ќе се реши проблемот, значи сите ќе бидеме во позитивна ситуација со тоа што надлежните ќе го имаат решено. За краток период очекувам дека тие финансиски проекции што ги извадија лица кои што го работат тоа, нели, ние сме сепак пациенти, ќе докажат дека уствари било во право и ќе имаме интерес од сите страни. Не само пациентите, туку и надлежните, и генерално општеството како за доброто на сите. Да, и затоа го гледам како доста позитивна работа и се надевам дека ова ќе испадне баш така како што е, затоа што позитивно е, но останува да видиме, нели, сега не брзаме, ќе видиме што ќе се случи. Значи, ако не се случи она кое што го очекувате, за кое што говоревме сега, тогаш после нова година тогаш правиме состанок со асоциацијата, го ставаме на гласање, ако го изгласат, не гледам дека нема да го изгласат, ќе се изгласи и ќе се оди, нели, тоа беше прашањето дали да одиме на протест или на прес. Реално, нели, се разговараше дека пресот можеби ќе биде подобра работа, се изгласа, искочивме на прес, добивме позитивни информации се дада во јавноста, малку не разниши ова 55-39, со тоа што ние пак мораме ставо да го кажеме, сите пациенти од 2 години нагоре согласно европската и америчката нели, состојба и здравствените организации, така да тоа ако го постигнеме, мислам дека ќе го имаме целокупно решено проблемот. Она за кое што цело време се залагате. Тука некаде при крајот на разговорот со тебе би сакала да те прашам, бидејќи од март до сега практично скоро 10 месеци веќе. Како се чувствуваш ти? После колку време почна да чувствуваш подобрување на твојата здравствена состојба? Ова сакам да те прашам се со цел и граѓаните да слушнат колку е битен лекот, бидејќи јас те познавам, нели? Поодамна се знаеме и баш ти посочив многу убаво ми изгледаш, свежо навистина, она здрава што се вели ми изгледаш и ти и Ивана исто ја видов, требаше и она да дојде денеска, меѓутоа нели заради обврски не дојде, затоа и го викнавме Андреј, еве можеби повеќе да каже како некој што се уште не ја прима терапијата. Кажи ми накусо. Накусо, уште на почеток кога почнав да го примам лекот, првото нешто што се случи е се тргна кислородната поддршка. Функционалноста од 19-20 варираше, зависи од одреден период, се дигна на почеток на 43, сега веќе сум некаде на 55, кој што има тенденција според другите пациенти не во нашата држава и да се качува, со тоа што морам да кажам дека и овие 55 се функционира сосема нормално. За разлика од тоа што беше тогаш, каде што многу тешко беа сите активности, тешки беа качувања по скали, било што да кренете нешто од 5 до 10 кила, исто многу заморно.
Тахикардија се створа кога кога има потреба од кислород, тоа е сатурација, кога сатурацијата е пониска од 95, веќе го оптеретува и срцето, и многу други проблеми, како јас имав еден потежок период баш кога се случуваа сите овие работи, кога 15 дена бев хоспитализиран, по 15 дена ќе можев да бидам вон болница, пак за жал пак морав да се вратам на венска терапија, која што беше доста захтевен процес. Морам да кажам дека тоа сега ништо од тоа нема и ете јас од 20 мартот кога не ослободија од болницата со веќе која почнавме терапијата, не сум, освен што сум модел на контроли, да не следат, не сум модел на воопшто во болница и не сум примал венска терапија воопшто. Многу тежок беше периодот есента и зимата, најверојатно ради влажноста за мене, исклучително тежок беше оваа есен влегов во нормална ситуација каде што воопшто и не ја почувствував. И сега има и многу вируси за жал кои што сега за сега немаат некаков импакт на мене кој што е опасен или кој што, така да можам да кажам дека едва и чекам да го примат и другите пациенти, за да може заедно да функционираме, да не се чувствуваме дека некој добива, некој не добива и да можеме целосно веќе да ги надминеме сите работи кои што сега ни се мачни и сега ни се тешки и можеби и не можеби туку и се неправедни. Така. Значи лекот практично го користите 3 пати во денот? Не, 2 пати се зима, наутро и навечер на 12 часа. Да. Само тоа сега што го практикувате или користите? Јас се уште ги користам чисто како превентивно, мада морам да кажам дека за разлика од претходно е каде. Може и повеќе е навика и некое чувство на сигурност и на не верувам дека е нешто кое што е неопходно со тоа што антибиотска терапија, хоспитализација нема, туку основната терапија чисто додека не предложат и не проценат здравствените надлежни дека треба да се застане со таа терапија и само ова треба да си продолжи. Вики, јас тука ќе ти се заблагодарам. Не сакав да ве, комодитетот да ви биде убав, па ве раздавив со Андреј. Посакувам, со сето ова што ја веќе година дена и вие се залагате и ние како медиуми ве следиме и ве поддржуваме и ги информираме нашите граѓани, веќе во овој месец што започна практично да се реши и навистина сите некако да бидеме среќни и да знаеме дека сме успеале во она за кое што сме се заложувале цело време и ние како медиуми и вие како асоциација и сите оние кои што се соочуваат со овој проблем и нивните блиски. Така да посакувам тоа, а не посакувам да има протести понатаму и се да биде како што треба. Ти благодарам уште еднаш. Јас да ви се заблагодарам за целата поддршка што имам од вас и како се што ќе треба, и како медиум и како личност. Така, ви благодарам и на вас за соработката и ние секако и јас како новинари и како медиуми, посебно нашата телевизија и ТВ Сонце и другите, сме секогаш тука за да ви излеземе во пресред за се она што мислите дека и треба и да се пренесе до јавноста. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тука сега некако малку ќе се одмориме со еден прилог, бидејќи цистичната фиброза исто така е поврзана со проблемот на дигестија. Одлучивме да подготвиме еден прилог со магистар Татјана Павлова, нутриционист, кој што е посветен за користење на леп и каков леп практично е добро да се користи за да имаме добро здравје. Па предлагам да го погледнеме и да го слушнеме. Многу често ќе слушнеме дека консумацијата на леп е директно поврзана со покачувањето на телесната тежина. Постојат аргументи зошто е тоа за, меѓутоа и начин како ние да ја регулираме потрошувачката, односно консумацијата во текот на денот на леп и како да си помогнеме сето тоа да не влијае на покачувањето на телесната тежина. Лебот е основна хранлива намирница која што буквално е генерацијски вкоренета во нашите навики. Лебот има многу богата историја и почетоците на лебот сметаме дека се некаде од палеолитното време.
После тоа лебот бил според племенските заедници пренесуван како рецепта од колено на колено. Се до денеска, додека не е развиена едноставно големата мелничко-пекарска индустрија која што ни нуди широка плејада на лебови. Меѓутоа, колку повеќе имаме информации за лебот, толку повеќе е и потрошувачот збунет. Кога станува збор за правилен избор на лебот, од нутритивна гледна точка би можела да препорачам дека кога избираме леб, најчесто кога ќе застанеме на рафтовите во маркетите, најпрво што треба да направиме е да ја прочитаме декларацијата. Зошто? Бидејќи таа ни ги дава сите информации од што е составен лебот и колку е тој нутритивно квалитетен. Компаниите кои што произведуваат леб имаат законска обврска сето тоа да му го дадат на потрошувачот. Па така да би кажала дека лебот како намирница нас треба да ни ги овозможи сите хранливи материи. Вообичаено го вбројуваме како храна која што ни дава јаглехидратен внес и точно е тоа. Меѓутоа лебот исто така потребно е да ни даде и нутритивен внес со внес на диетални влакна и одредена количина на протеини. Всушност, најголема улога во квалитетноста на лебот учествува целозрнестиот леб. Зошто велиме целозрнест леб? Бидејќи тој најчесто се добива преку преработено цело зрно жито. Што значи не му се отстранети хранливите материи кои што ги има во обвивката и во ртулецот. Споредено со обичниот бел леб кој што нас ни е највкусен, велиме дека тој се добива само од средишниот дел на житарката, која што во 90% представува скроб. Скробот е чист јаглехидрат кој што итекако директно влијае врз покачувањето на телесната тежина. Меѓутоа, кога ќе консумираме леб од цело зрно жито, тоа значи дека прво го контролираме нивото на инсулин во крвта. Ова е особено значајно кај популацијата која што се занимава, која што страда од дијабет. После тоа значајно е, бидејќи диеталните влакна велиме дека се чистачи на нашиот дигестивен систем, тие подолго време се задржуваат во дигестивниот систем и на тој начин го чистат и дигестивниот систем и крвните садови и ние нема многу брзо да почувствуваме глад. Тоа е предноста на лебот добиет од целозрнести житарки. Втор момент, кога ќе избираме леб, треба да избереме леб кој што на едно парче содржи 3 до 5 грама диетални влакна и околу 6 до 7 грама протеини. Значи, лебот потребно е да ни ги даде сите хранливи намирници. Консумацијата на леб во текот на денот велиме дека зависи од нутритивните потреби на единката, па тука би напоменала дека минимум треба да консумираме 2 парчиња леб, но оптимално е од 5 до 7 во зависност дали единката е физички активна или не и во зависност од работата која што ја работи во текот на денот. Доколку тоа е некоја единка која што има седечки начин на живот, нормално консумацијата на леб треба да биде сведена на минимум. Правени се некои истражувања кои што ни укажуваат кои се најквалитетните видови на леб. Првенствено би го спомнала традиционалниот леб, кој што се добива од маја или квас, кој што сами дома ќе си го направиме, и тој е леб кој што велиме дека настанува со долга ферментација, значи потребно му е подолго време додека тој се нарасне и додека тој се испече. Меѓутоа, покрај останатите нутритивни придобивки што ни ги дава тој леб, велиме дека тој леб содржи и пробиотици кои што се секако добри за нашиот дигестивен систем. Втор момент е лебот кој што има додаден овес. Овесот е идеална житарка која што содржи многу добар протеински состав
и содржи од диеталните влакна содржи одредени специфични само за него, така наречени бета-глукани, кои што имаат и позитивно влијание врз нашиот имунитет. Тука би го спомнала и ржаниот леб, кој што има на вистина низогликемиски индекс, кој што е погоден за диабетичари и не дава високо покачување на шеќерот во крвта после оброкот. Би спомнала дека во лебот треба да додаваме и ленено семе. Лененото семе, значи, го збогатува лебот со одредени киселини, со омега-3, но содржи и во себе одредени така наречени фитоестрогени лигнани, кои што директно учествуваат во заштита на женската популација од заболувања како што е ракот на дојката и така натаму. И на крај би ги спомнала лебовите за посебни нутритивни потреби, бидејќи интолеранциите на храна, особено на глутен, кој што е основна протеинска состојка во пченичното брашно, велиме дека се повеќе има популација која што е интолерантна или алергична на глутен, па тука би ги спомнала лебовите кои што се наменети токму за таа популација со посебни нутритивни потреби, односно здравите и безглутенски лепчи. И како за крај би напоменала дека лебот не треба да го отстрануваме од исхраната, лебот треба да биде составен дел, би препорачала тоа да биде во текот на утринските часови, понатаму во текот на денот се помала да биде неговата консумација, да преферираме леб од целозрнести житарки, кој што ќе ни ги даде сите нутритивни карактеристики, и најдобар леб и најквалитетен леб е оној кој што ќе си го сготвиме дома, бидејќи знаеме, односно манипулираме со состојките кои што ги додаваме во него. Да, и сме повторно назад во студиото. Сите оние кои што го следевте прилогот, нели, без оглед на тоа дали имате некој здравствен проблем или не, добро е да послушате магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист, за сето она што го кажа околу придобивките, кој леб е здрав, нели? Зошто белиот не е толку здрав да го консумираме и така натаму, и се надевам дека еве во иднина ќе го практикувате тоа. А пак за сите оние кои што сакаат да се сконсултираат со неа во однос на некој здравствен проблем или во однос на намалување на килограмите, секако ќе може да го добиете нејзиниот телефонски број во нашата телевизија, ќе ни исконтактирате, а ние нели ќе ве посочиме како да стапите во комуникација со Тања. Она за што ние говориме пак во оваа емисија, еве за оние кои што можеби сега се вклучуваат, е тоа што нели веќе скоро година дена Асоциацијата за цистична фиброза апелираше, нели протестираше, се доби лекот Трикафта, како што говоревме и со Фики предходно, за 8/4, значи за 12 пациенти. Сега борбата е да се добие лекот за сите оние останати над 12 години, за да можат да имаат нормален живот, да не мора да зависат од толку лекарства. Во продолжение би сакала еве да поразговараме со Андреј Саевски, кој што исто пациент со цистична фиброза и е дел од асоциацијата, кој исто така го чека лекот за да нели му се олесни неговото секојдневие. Ќе ни каже тој нели за неговото искуство каков е тој пат, впрочем на 2 месеци му е диагностицирана болеста, и еве од прва рака ќе ни каже каков му е секојдневниот живот со ова специфично заболување, ретка болест, и што се тој мора да направи за да нели може да функционира во текот на денот. Андреј, ти посакувам добре дојде. Добро ве најдов. Фала на поканата. Кажав дека од 2 месеци кај те бе диагностицирана цистичната. Тука е близо, поточно да бидеме од 6 месеци. Од 6, добро. Како овој цел период, еве, можеби не се сеќаваш кога си бил толку мал, меѓутоа од кога ти паметиш, како се одвиваше твојот живот? Колку е специфично и колку е практично тешко да се поминува секојдневието со користење на толку многу лекови, на инхалации и така натаму, за да можеш нели ти во текот на денот да појдеш на училиште и да излезеш со пријателите? Фактички скоро па нормално да функционираш. Искрено потешко е да речем, пошто во денот 2 сати
се одзима на само на инхалации на потребните работи саат на сабајле, саат на вечер, за да можеш колку толку барем нормално да функционираш без некоја попреченост, со тоа што исто и тешко не можеш некоја физичка активност многу да работиш, како на пример трчање, поограничени сме физички ние. Не можете да ги правите работите во однос на физичките активности како оние кои што се нели без некој здравствен проблем. Еве сега да кажеме во текот на изминатава година, како ти се одвиваше тебе здравствената состојба? Бидејќи зборувавме, не зависи од многу работи, понекогаш текот на болеста може да се влоши за миг. Да, некојаш знае преку ноќите да се влоши состојбата, затоа е малце потешко. Да речеме во оваа измената година малце имав повеќе забележани почести забележани лежења, да речем, со тоа што не сум во сите, да речеме, ја крив, што се вика, пошто и до болест е самата, дали ќе некош знае поинтензивно да... Значи нема правило дали е лето, дали е зима, дали е есен, да, нема правило за болеста. Самата знае дали некош знае да биде повеќе изразена, некош помалку, и секојаш е поразлично, да речем, на однос од годината, секојаш е поразлично, некош имам година кога сум лежал по 2 до 3 пати, некош и помалку, некош повеќе, како што е, например, оваа година што имам повеќе. Да, напомена ти пред да се вклучиме дека дури во летото 3-4 пати, сега во летово, да речеме, можам да речем, скоро секој месец бев хоспитализиран, со тоа што по 15 дена малце ми се одзема и летово, да речем, и буквално сте затворени, да. Затворен си 15 дена, тоа се повеќе од месец дена. Пола месец си затворен, да речем. Што ви паѓа најтешко кога сте во болница? Најтешко на секој му е поразлично, со тоа што повеќе друштвото нема. Така, затоа што си одделен од се она што е важно за еден млад човек и воопшто. Што искачаш и навикнат си да си во друштво, во вако, со тоа што ти 15 дена си, да речем, изолиран од све. Сепак се слушаш, тоа е све дозволено, ама не е како што би бил дома, да искочиш ова, она. Повеќето си поограничен, да речем. Така. Веќе си 4-та година. Да. Ке полниш за кратко 18 години, да ти посакам среќен роден ден, да ти посакам за овој роден ден, да добиеш 3 кафта како подарок и да ти биде секојдневието многу хубаво до едно од поголемите желби. Така, да. Дали имаат разбирање учениците, колку тие се запознати со твојата состојба, професорите, дали имаат разбирање, бидејќи нели сепак ова не е нешто едноставно, ова е една ретка болест за која што говоревме и предходно со Фикија и сме говореле во многу други емисии. Информирани се, знаат ли за твојата состојба? Информирани се, скоро па сите професори мене што ми предаваат, со тоа што и мислам дека педагогот, што се персоналот на училиштето се запознаени и мојот клас се запознаени. Со тоа што имаат разбирање, знаат дека имам болест, дека сум за нешто поограничен и фала Богу, не ти прават проблем ако отсуствуваш и ако... Фала Богу, тоа сум многу благодарен, што и професорите и учениците не ми замеруваат за ништо и поготово професорите што фала Богу не ми прават проблем за некои, пошто по 15 дена многу голем материјал се... Така е, заради тоа прашувам, да. Зависи се, за во средното зборам, познаат во 15 дена по 3 до 4 лекции да ги промашам. Ама сепак, фала Богу, друштвото ќе ми прати нешто, сакам да кажам, нешто ќе прочиташ. Пробувам да го совладам цел материјал што сум го пропуштал. Така. Кажавме дека правите инхалации на сабајле и навечер. Што се друго треба да испиете како лек? Колку лекови примате во текот на денот за да кажеме дека за да можеме да кажеме дека одржувате здравствената состојба на некое стабилно ниво, ако може да се каже така? Да, тоа што на број вака моментално не ги знам точно на бројка колку се, ама многу се, со тоа што треба на сабајле да се напие, па и пред секое јадење во текот на денот мора да се напие
барем ја да се напием апчиња. Ензимите тие што ги пиете, добро? Да, ензими затоа што имаме проблем и со варењето. Со варењето на храната и не ни се вари убаво храната и мора апчиње пред секое јадење да се напие. Така. И многу во денот можда по 5 до 6 различни лекови се конзумираат. Сите тие лекови мора да се примат за да вие можете да функционираме колку толку во нормално так, да бидеме. Так. Еве јас вака посакувам сега да го добиеш нели лекот трикафта па да завршиш 4-та година, планираш ли да се запишеш можеби на факултет? Имам во планови, се уште сум така се размислам кој точно, ама некако што те влече? Пошто сум машинско школа, би пошол изгледам може да би пробал на машински факултет. Добро. И се надевам дека ќе успеам, пошто уште од мал ми биле така интересни било кој вид на машини, затоа сум и одлучил да се запишам. Так. Машинско. Добро, Софике, говоревме дека колку порано лекот трикафта почне да се приминува, толку помали оштетувања ќе имате вие, нели, во однос на сето на што го прави цистичната фиброза, па дали можеби еве понатаму во текот на времето, нели, кога веќе ти ќе почнеш да го примаш лекот трикафта, па кога ќе имаш можеби постабилна здравствена состојба, можеби имаш некоја неостварена желба, можеби да започнеш да се занимаваш колку нели ќе ти дозволува она како ти ќе се чувствуваш со некој спорт. Да, искрено неостварен спорт, така да го кажам, кој што сум од дете сум сакал да се занимавам, дури едно време и се занимав, тоа е кошарка. Ми се свиѓа кошарката, многу сум ја сакал, ама сум поспречен да ја играм. Едно време тренирав, ама морав да ја прекинам поради здравствените проблеми и тешко е така кога нели сакаш нешто да го направиш, а поради одредени причини, а сега во случајов и како можете да го, како да кажам, да си го подобрите здравјето со она за кое што нели цело време се боревте како асоциација. И верувам дека надлежните стварно имаат веќе и што се вели и осет и срце на крајот за да ви помогнат да успеете во секојдневието да живеете нормално, а слушнавме од Фики колку на него животот му се промени. Посакувам навистина за тебе, за сите оние останати кои што треба да го примат лекот трикафта, што побрзо да го примите за да имате нормален живот. Се надевам дека што побрзо ќе дојде за сите пациенти, пошто да кажам тешко, знам како е тешко да се биде еден од пациентите и се надам дека што побрзо дека ќе го добиеме сите, што се дури како што рече Фики, дури подоли од 12 години, да почнат веќе од 2 до 6 години, зависи колку е границата. Бидејќи не е само моментот на здравствената состојба, тука е и финансискиот момент. За сето она што вие треба да го потенцираме до гледачите, бидејќи не го знае секој, дека вие треба многу од тие лекарства сами да си ги набавите, така? Да, има лекарства кои што треба сами, а има некои од државата кои што ги... Меѓутоа и тие што си ги набавувате сами се доста скапи. Да, има повеќето, има неколку лекови кои што се стварно многу, поготоа и плюс витаминските лекови, пошто за нас сме ограничени со витамини. Витаминските лекови не ни се покрени, мора сами да си ги купуваме, а доста се, да речем, поскапи. Пошто не е, да речем, 1 до 2 витамини, повеќе витамини се. И многу пари одат само на некои врсти на лекови, на витамини, на таква работа. Колку успеа да истраат твоите во оваа така речена борба со секојдневието за нивниот син да може нели да живее, ајде да кажеме, понормално во секојдневието и да не ги Па се трудат максимално со тоа што Значи секоја чест за сите родители кои што имаат навистина деца затоа со што овој е проблем. многу голема и тешка борба да бидеш пациент со цистична, поготоа као родителите ги сваќам моите најтешко му е на родителот, го ќе го гледаш детето како лежи по болници. А не можеш да му помогнеш. А не можеш да му помогнеш. Знам дека секој родител ќе сака тоа да си го преземе, а за жал не е тоа можно. И моите родители сум им благодарен што ми се секош во помош и секош ќе ми бидат во помош. Со тоа што многу време се со мене, погото мајка ми, која што има
периоди кога што не идела на работа поради мене, што не може. Точно така, биле навистина жртви за вас цело време, додека еве уште од мали нозе, за да нели се борат за децата, и се надевам дека цела таа борба еве конечно, и верувам и посакувам и апелирам до сите надлежни, барем малку да се стават во улогата на родителите на сите оние кои што имаат цистична фиброза, колку тие биле херои сите овие години додека биле со децата, нели, за да им овозможат барем малку да, нели, да имаат добар живот. Андреј, јас тука ќе ти се заблагодарам. Уште еднаш ќе ти посакам среќен роден ден. Фала. И за роден ден, нели, да добиеш 3 кафта и се надевам. И верувам дека ќе биде така. И секако после некој одреден период, па бива повикала еве и тебе и некој друго детенце кое што е можеби на твоја возраст, па да поразговараме како се чувствувате, еве како што разговаравме со Фики после толку време, и колку ви е полесен животот, да. Многу работи мислам дека ќе се сменат, и така, како, пошто сум во контакт со повеќе членови на организацијата со нашата болест, има и пациенти кои што го имаат лекот, како што е на пример ете Фики, уште неколку се, кои што кажуваат дека многу поинаку. Да, и ви даваат некако, ни даваат повеќе мотивација да така, да истраете во да издржиме додека не го добиеме и ние. Да. Пошто како што знам, полесно ќе бидеш, нема толку да се уморуваш, ќе можеш точно да така, се качиш да. по скали, нема да ти биде предизвик да се качиш, да речем 6 до 7 скали. Така, за вас е уште, како да кажам, поголема желбата, бидејќи еве Фики и другите кога го почнаа да го примаат лекот, тие можеби не знаеле како ќе се одвиваат работите, ма сега веќе од оваа перспектива, Да. кога ви кажуваат вам, вие уште поголема желба добивате што побрзо, нели, да го добиете лекот и да почнете вие да имате нормален живот. И благодарам уште еднаш и од срце ти посакувам навистина да го добиеш лекот, и ти и сите останате за кои што оваа цела година и ние медиумите и како асоциација сите апелиравме, информиравме и баравме, нели, да ви се овозможи тоа. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам добро здравје. Фала, ви благодарам јас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека еве за што говоревме ова ќе има, нели, убав епилог овој месец, и ќе можеме и ние потоа да информираме дека се што било ветено од страна на надлежните се исполнило. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме со нова тема за 7 дена во исто време.